Во однос на изјавата на Катица Јанева, јас само би потсетил дека специјалното јавно обвинителство има мандат да ги гони кривичните дела што произлегуваат од телефонските материјали прибавени од опозицијата, тогашната опозиција, а нема мандат да ги гони оние дела кои што си постоеле и претходно и се уште постојат и се уште се извршуваат. Во таа смисла Скопје 2014 доказите за неговиот криминал се физички и се во центарот на Скопје. Вие можете да дојдете да чукнете на спомениците, да видите дека мермерот не е мермер, дека е гипс картон, да видите дека скулптурите што требале да бидат мермерни станале бронзени и со тоа поевтини. Затоа воопшто не сум загрижен што Катица Јанева нема да покрене никакво обвинителен акт. Би бил загрижен ако идниот обвинител не направи ништо. Но кривичната одговорност е само дел од прашањето на проблемот и тоа на нас скопјани, односно на сите нас, нема да ни го реши проблемот што ни го оставија овие претходните, а тоа е физичкиот простор е окупиран од објекти кои што не само што се прескапи и криминално направени, туку се и штетни за животната средина, штетни за нашата историја, за културното наследство на градот, се безбедносно опасни за нашето здравје и за живот. И на крајот на крајшата може да направат толку големи проблеми што на крајот можеме да го изгубиме културното наследство или човечки животи заради нивното постоење. Апсолутно, иако јас сум лично многу засегнат со естетиката, затоа што естетиката е очигледно фашистичка и слави авторитарни политички авторитарни политичари, не може да се каже дека естетиката е најголемиот проблем во случајов, затоа што некои од објектите се веќе утре опасни по нечи живот. Така што естетиката можеме и да ја тргнеме на страна, за сега, како што прави Катица Јанева, можеме да ја тргнеме на страна, иако и тоа е многу важен проблем. Така, и министерот за култура согласи неодамна и рече дека исто така во овој момент нема да се преземат некои конкретни чекори во врска со можеби рушење на некакви градби или така натаму како што имаше навестувања. Што вие сметате дека ќе се случува понатака и во денешниот настан, што може да допринесе за ние сме тука да се осигураме дека справувањето со Скопје 2014 нема да иде на ист начин како неговото градење. Дека нема на еден човек да му текнуваат во неговата канцеларија проекти, обелисци, скали шпански, фонтани во Вардар и така натаму, и после да му стајува на својот миле и да му кажува што му текнало. Значи, прашањето е дека во иднина справувањето на Скопје 2014 не може ни да одлучува ниту сегашниот премиер, ниту министерот за култура, туку дури ни владата, туку треба да биде општ, народен, стручен пристап кон проблемот, кој што би бил слеп пристап, односно би ги поставил линиите на исплатливоста и на неисплатливоста однапред, па дури од после би почнал да мери и да сече. Така што сметате дека референдумот може би решение? Референдумот ништо нема да направи, а и од друга страна може да го направи проектот уште поконтроверзен. Сеедно дали граѓаните ќе одлучат 51 наспроти 49 за и против, или 70 наспроти 30%, или уште повеќе. Стручноста, граѓаните не можат да ја ценат безбедноста на фасадите и материјалите, туку научни институти тоа го прават. И тука мислењето на граѓаните стварно дури ако е важно во овој случај не може да биде пресудно. А од друга страна граѓаните треба да бидат прашувани за други работи во однос на урбанизмот и на просторите кои што тие ги користат, и треба граѓанското искуство да се земе за воиднина да се планираат така просторите, а особено објектите од Скопје 2014. Треба да се земе граѓанското искуство, дали некој споменик им пречи во движењето, дали на некој споменик е поставен во река, дали некоја зграда е ставена врз местото на паркот каде што некогаш седеле, тогаш мислењето на граѓаните е она што е важно. Но во однос на стручните работи не можат да кажат. Вашите сознанија, дали стручни лица исто така одлучувале за овие локации? Апсолутно не. Струката беше целосно изземена од процесот, да имаше струка, немаше да имаме вакви фасади, да имаше струка, немаше да имаме 9 менувања на дупот за мал ринг за 3-4 години, да имаше стручњаци, не можеше да се гради панорамско тркало во коритото на Вардар и така натаму. Мислам, дури да тие луѓе да се стручњаци треба да си ги скинат дипломите или некој тоа да го направи за нив ако не сакаат самите.
Скопје 2014 е политички производ. Значи, направен за да прати политичка порака. Не сум стручен како архитект, но тие згради и изгледот како што е направен, тој има само една политичка порака која што ја испраќа. Еден град не заслужува само политичка порака. Значи, еден град не може да биде град така што во центарот негов е силна политичка порака. Ние сме различни, различни култури, различни погледи на свет. Ние сакаме град, не сакаме политичка порака. И тоа е клучно. Таа политичка порака треба да биде избришана, односно отпишана. И во незе треба да биде впишана пораката на град и нешто што би го хуманизирало просторот. Кога кажувам порака на град и кога кажувам хуманизација, мислам и на нешто што е многу конкретно. Значи, постојат, доволно е луѓето да отворат на интернет па ќе видат какви се решенија постојат. Постојат различити начини како може да се интервенира на овие површини, за да се избрише политичката порака. Рушење секако не е решение. Рушење не е решение, рушење е илузија. Јас мислам дека би било добро да срушиме еден столб. Значи, метафорично би требало еден столб треба да се сруши. Чисто така, како... макар направили еден лажен столб од стиропор и да го срушиме како една метафора. Нели не мора да ни правите да ги рушиме. А на нив треба да се интервенира. Треба да се интервенира и да се впише град. И да се впише... Има еден италијански сликар, Джакомо Пиринеси. Он во неговите слики природата ги јаде објектите. Значи, тоа се објекти од периодот на Рим и в нив влегува дрва, пузавици, трева, тоа се и почна да ги јаде и поминува и ги хуманизира на некој начин. Значи, јас мислам дека треба да се пушти природа многу во овие објекти кои што постојат. Значи, и онака, внатрешноста, ние сега коментираме надворешноста на просторите. Внатрешноста на просторите па е друг проблем. Секој некој што ќе влезе, а стручната јавност ќе мора да влезе внатре, внатрешноста на проектите е најголемиот фуш кој што било кога постоел. Значи, внатре ќе видите дека плочка со плочка не се совпаѓа, фуга со фуга не се простоја, ѕидовите се ниски, погрешно е проектирано, лимот е вака. Значи, внатре е најголемиот срам кој што може да се види. Значи, внатре е фуш. Во тој фуш многу добро може да се вметне природа. Значи, кога ќе почнеме да садиме внатре, бидејќи и онака е тоа подложено на труцкање и преместување, внатре ќе фати многу убаво било каква природа. И од внатре треба да се пушти природа, а од надвор треба да се урбанизира. Како професионалец во културата ми дојдоа гости од мрежата Традуки сајмот во Лајпциг и тие инсистираа да не го посетуваме музеот на современна уметност, туку да го видиме овој музеј, бидејќи веќе има начуено што е тоа. Јас ги предупредував дека не сакам и дека имам и лични и етички проблеми да влезам во таа зграда, меѓутоа си реков добро, бидејќи се работи за меѓународни гости, ќе посетам. Шокот на сите нас беше толкав што просто не можевме да се насочиме во деталите. Меѓутоа, тоа беше контрапунктирано со оној брз и со брз говор на водичката како куке дрвец, значи една научена историја како да треба да ти го всади, значи во тие саат и 30 минути ќе направиме ревизија на проектот и дека ќе поведеме меѓународен конкурс за решенија, идни решенија што да се прави со Скопје 2014, дека ќе ги дадеме на јавна расправа и во однос на тоа ќе заземеме став што да се прави. Размерот на трагедијата со која што овој проблем не соочува, нужно бара да вклучиме и меѓународна јавност, и експертска, и политичка, и секаква. Просто мене ми се чини дека Скопје 2014 е исто нели разрушувањето на Варшава 45-та или Скопје од земјотресот 63-та.